Поради недостиг на гориво, возилата на јавното сообраќајно предпријатие од вчера попладне возат со намален капацитет, односно само 25 возила, 25 коли од таму кружат низ Скопје. Се одлучивме дека ова е клучната тема за која што денеска треба да зборуваме. За воздухот денеска нема да споменеме затоа што сегде свети зелено, но ете нов сериозен проблем во Скопје. Да, и тој е причко последичен тој проблем. Значи, не е загадено бидејќи врнеше дожд, нели? Цела ноќ, па природата ни го среди тоа што ние не можеме да го средиме. Сега во оваа ситуација природата не може да ни помогне. Ние немаме нафта, односно градот Скопје не може да набави нафта, нема пари или не знам како е тоа. Јавното сообраќајно предпријатие за јавен превоз на главниот град нема нафта и возат само ние автобуси кои што се на природен газ. Да, и тие тоа се 25 автобуси, тоа не е доволно, речи си, за ништо во Скопје. Ова е проблем кој веќе, нели, со години тлее, веќе, мислам, две години веќе е тоа проблем. ЈСП, односно јавниот превоз, е постојано на некоја ивица, постојано на некој рап, нели, на своето работење, за да, еве, тоа кулминира сега со немање основни средства за тоа да функционира, нели, без нафта, без дизел, тие автобуси не можат да возат. Како ќе се реши проблемот, ја навистина не гледам решение, бидејќи, нели, го знаеме добро односот помеѓу владата и градоначалничката Даниела Арсовска. Тоа е еден комплициран однос или неоднос кој ние граѓаните го плаќаме. Јас имав една колумна неодамно напишано: владата не казнува поради тоа што гласавме за Даниела, иако тогаш ВМРО-ДПМНЕ некако опозиција не убедуваше дека треба да гласаме за Даниела Арсовска и а сега ете ние ради тоа страдаме. Скопјани утрово, нели, главном тргнаа пешки, тие што може да стигнат пешки, некои со такси, ако тоа премногу скапо, нели, за идете на работата. И тоа што охрабрува е дека дел од граѓаните се самоорганизира, па тие што да празни со автомобил собира луѓе од автобуски, се организира преку социјалните мрежи. Да. Тоа е охрабрувачки, но седо тоа е, како да кажам, тоа е во ред, никој не го спори тоа, но срамота е нашиот главен град, нели, во 21 век да нема јавен превоз. Да, доколку ги нема и возилата, ако за миг замислиме, ќе личи Скопје на 19-тиот век. Нема никаков превоз, луѓето се движат пеш. По 19 век. Па не е тоа баш така, например, не знам, првото метро во Лондон и во Будимпешта изградено во 19 век, така да тие биле, да кажем, уште тогаш имале метро, а ние во 21 век не можеме да имаме автобуски превоз, што и не е, нели, некој решение за јавниот метеж, за сообраќајниот метеж и така натака. Мислам дека Скопје, самиот автобуски превоз не е некој решение, нели? Одавна говориме дека на Скопје му треба барем трамвајска линија на тие главните сообраќајници, на тие најголемите делници, за да дојде до некакво растеретување на сообраќајниот метеж, бидејќи автобусите по мене не се решение, туку се дел од проблемот. Сега кога ги немате ни нив, тоа што станува премногу лошо. Премногу лошо станува и мислам дека навистина треба, синоќа говоревме за загадувањето, и ова е дел од проблемот со загадувањето. Трамваите многу би го намалиле сообраќајниот метеж и би придонеле за почисти улици, за почист воздух во секој случај, сами од себе, ме разбирате? Така. Бидејќи тие, нели, се работат на електрична енергија, ќе имаме после проблемот со неелектричната енергија, но тоа е више
другото е веќе економско прашање. Но решава еден друг проблем, што е, знаеш. Вчера, синоќа, видовме слика која што на вистина не доликува на 21 век. Видовме многу граѓани кои што чекаат на автобуските постојки со часови дури и како се жалат, смрзнати, студено беше, автобуските наликуваа на вистина како да има негде митинг. Значи на една автобуска имаше Ја поминав, кој неќе дома поминав по центарот на градот и на рекорд е баш тука, сега не води снимката. Имаше неколку стотици граѓани имаше таму, чекајќи автобус, немаше автобуси. Да. Како тие луѓе се вратиле дома, веројатно се снашле некако, но тоа е премногу лошо. Јас сеќам вака било во Скопје само кога имало некои големи протести, демонстрации, блокирање на улици. Сеќам таму некаде, тоа беше во 2005 година, ако се лажам, кога се продаваше тогашното електростопонство на Македонија, па имаше големи тогашната опозиција ги блокираше собраќениците и не можеше да се оди со автобуси поради тоа, нели? Да. А сега, значи во време кога никој не протестира, кога нема демонстрации, вие повторно не може да се движите, зошто бидејќи нема нафта. Точно дека нафтата е скапа, точно дека тоа е глобален проблем, не е наш проблем тоа, но не знам земја која едноставно или некој главен град на друга земја која не може да се справи со тоа. Значи, поскапо е, во ред, нели, можеби билети треба да бидат поскапи, јас и тоа би го разбрал, но не може тоа така и тие суети кои ги имате во владата и во градот Скопје нормално би требале да бидат надминати и да се направи едно решение, па се нарачат некои автобуси, бидејќи вака, знаете, цехот го плаќаат граѓаните. Граѓаните кои воопшто не се криви зашто од ВМРО ДПМН нема добри односи со Даниела Арсовска. Значи, тоа апсолутно не е наш проблем. Значи, на вистина граѓаните за ништо не придонале со тоа, нити пак треба на тој начин тие да бидат третирани. Дополнително, овде сакам да го нагласим и моментот на нетранспарентноста на јавното сообраќајно предпријатие, така што луѓето кои што вчера чекаа на автобуските постојки не ни знаеа дека нема да дојдат автобуси. Во случај на ваков проблем треба навремено да бидат информирани, па да смислат како би се знашле, нели? Затоа што ги оставиле буквално на милост и немилост. Јавното сообраќајно предпријатие и градот Скопје, од кога е оваа гарнитура тука на власт, е традиционално нетранспарентно. Например, јас сум се обидувал да направам интервју со Даниела Арсовска, тоа беше невозможно. Значи, многу полесно сум доаѓал до многу поголеми функционери во оваа држава, па дури и странци, а со Даниела тоа беше невозможно. Едноставно, така работат тие луѓе и се однесуваат како да е тоа, нели, нивна приватна фирма, едноставно нема што јавноста, нели, да биде запознаени, иако се тоа народни пари. Тоа се јавни пари, нели, не тоа се јавни предпријатија и тоа и сега не знам, многумина од нас сте користеле јавен превоз во странство кога ќе одите и нели на апликација може да видите точно во секунда кога ќе дојде автобусот, метрото, трамвајот, нели. И доколку ти побегне, немаш стрес затоа што знаеш дека за кратко време. Знаеш дека за 3, 4, 7 минути ќе дојде друг автобус и тоа е многу и самото тоа прави да нема гужва во автобусите, нели. Луѓето си планираат, автобусите се редовни или трамваите, метроата, мислам сега, нели, зависи од град. Не има градови кои имаат и многу сложен јавен превоз. Во Скопје тоа не важи. А иако тоа не е многу хумано лесно. возењето. Еве јас се возам во автобус, не е хумано возењето во влегувањето во автобус, не можеш да застанеш, не можеш да влезеш, не можеш не па да се возиш. Мал број на автобуси има и онак има мал број на автобуси. Јас сеќам, јас не се возам одамна со автобус, на кога бев во средно училиште, главно одев пешки, баш поради тој факт што не се влегуваше во автобус и во време на грипови, кој влегол во автобус, тој излегол болен, бидејќи премногу таа
таа натисканост од луѓе, од тела, нели, еден друг, тоа не може да заврши туку така, туку освен со пренесување на разни респираторни заболувања. И не само, нели, што е тоа понижување за граѓаните, туку и, како да кажам, медицински лошо, неисправно, нехигиенски, да, апсолутно, да. Тука дополнително се создава голема нервоза, напнатост, па кавги помеѓу возачите кои што се најмалку виновни во целава ситуација. Мораме тоа да го нагласиме, понекогаш и тие, не понекогаш туку на некој начин и тие се жртва во целата оваа ситуација, затоа што се создава нервоза помеѓу патниците, па се караат токму со возачите. Ќе се организира протест поводот на ова прашање. Граѓаните се револтирани. Ние како медиум честопати правиме и анкети на оваа тема и во летниот период правевме анкета и ги прашувавме околу јавниот превоз. Коренит проблем е очигледно ова. Граѓаните сакаат да го покажат револтот. Основа една кавга која имаше пред 2,5 години, ако не се лажам, таа кавга кулминираше со тоа да градоначалничката, нели, излезе од таа коалиција со ВМРО ДПМН и од тогаш навака Скопјани го плаќаат цехот, пиеко со ништо не предунале за тоа. Значи, точно ако кажете дека на вистина ова е најлошата градоначалничка на сите времиња што го имала градот, а конкуренцијата е многу силна, не сме имале ние не знам колку добри градоначалници, нели? А вистина е и ако кажеме дека владата со своето однесување ги казнува Скопјани. Значи, мора едноставно да се надмине тоа, бидејќи прво и основно тоа е незаконски. Вие така се однесувате и да велите, мора да се стрпите до избори па да ја смениме. А што ако и следната што ќе изберете, вака исто испадне? И пак треба да трпиме ние 4 години. Ние пак да трпиме 4 години? Не, ве Има ли решение за ова? Ветува ли некој? Излезе ли некој да каже некако? Нема решение? Решението беше отпред, нели, минатиот месец се делеа пари за локална самоуправа, градот Скопје не му беше доделено нити еден денар не му беше доделено, иако имаше таму, нели, проекти за набавка на нови автобуси. Сега, дали тие биле лошо напишани тие проекти, јас навистина не знам, но факт е дека на Скопје му требаат нови автобуси, најмалку 200 ако не се лажам, нели? И тоа мора да се направи не денеска, не утре, вчера. Да. Исто така, на градот веќе многу одамна му е потребен некој проект, некој голем проект со кој ќе се редуцира, ќе се намали метежот. И тоа беше ветувано. Имаше еден проект кој, нели, оваа градоначалничка и оваа власт го прекина во времето на Шилегов, нели, се направи оној, па не да биде како еден трамвај да иде по Партизанска улица по средината, да заборив како се викаше името на проектот. Јас не сум стручен, да се разбереме, не знам дали тоа беше паметно решение, но беше некакво решение понудено да, нели, по главните сообраќајници во градот да се движи нешто, значи некој трамвај. Па тоа мислам дека комотно ќе го реши проблемот во Скопје. Ќе го реши многу и ќе биде дел од решението за загадувањето. Бидејќи сега јавниот превоз не е дел од решението, него е дел од проблемот. Се прави гужва повеќе со автобусите и повеќе се загадува. Нас ни треба нешто, нас ни требаат нови автобуси, ама ни треба и решение, значи хитно ни требаат нови автобуси. Ама ни треба решение кое што на долг или среден рок ќе ги замени тие автобуси или ќе ги редуцира. Така. Разбирате. Да, ние како медиум ја обработивме оваа тема на овој начин, ќе им посакаме среќа на оние кои што се возат денеска со автобус, затоа што навистина ќе им биде потребна среќата. Благодарам Срген, ми беше задоволство што дискутиравме, верувам интересно за нашите гледачи. Во продолжение ја најавувам меѓународната анализа, бидете тука.